И време е за првиот разговор кој што ви го најавив. Време е за разговорот за пробиотиците, односно добрите бактерии, за кои што до неодамна не се разговараше многу често, колку што тоа се прави во скоро време. Сепак почна да се јавуваат, нивната употреба е зголемена поради честото примање на антибиотици, секако со тоа и појава на некој нарушување на цревната флора. Во обид да се најде решение, научниците поинтензивно обратија внимание на проучување на пробиотиците и колку се тие добри за нашето здравје. Во овој разговор со доктор Александар Стајковски, специјалист по педиатрија, неонатологија од клиничката болница Аџи Бадем Систина, ќе дознаат нашите гледачи што точно представуваат пробиотиците. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата и ги поздравам сите ваши гледачи. Да започнеме веднаш. Да, може. Што се пробиотиците? Значи, видите, морам да кажем прво дека прв пат теоријата за тоа дека позитивен ефект може да има внесување на живи бактерии во телото се дадени пред 110 години од Метинков. Меѓутоа, тоа се откритија кои што он ги правил во неговите студии, кои што се базирани на внес на пробиотици од ферментирани млечни производи. Долго време не беа доволно испитувани, искрен да бидам, меѓутоа во последниве 2-3 декади има толку многу испитувања за тоа што баш онака што би рекол Хипократ, здравјето влага на уста, нели? Пробиотиците се бактерии, значи само две големи групи на бактерии, тие се викаат лактобацилуси и бифидобактериуми, кои што се по принцип позитивни бактерии и кои што кога ги внесува човекот, односно ние и ги имаме во гастроинтестиналниот систем, значи во цревниот систем. Причем е многу интересно ако веќе на таа тема збориме, например дека човековото тело има повеќе микроорганизми во стомачниот, во цревниот систем, отколку што имаме клетки со кои што живееме. И ако нивната симбиоза не е добра, може да преовладаат така наречените штетни бактерии, да има продукција на штетни токсини и да биде предуслов за нарушување на имунитет од една страна и за добивање на некои тешки болести на цревниот систем и воопшто на телото. Така да ова пробиотиците се во основа позитивни бактерии кои имаат позитивен ефект на здравјето на човекот. Пред се во флората на цревото, меѓутоа од друга страна и во имунитетот на човекот. Кој е значењето од нивната употреба? Денеска, ако смеам така да кажам, значи, ако сме од што би рекли од наопачки да кажам, денеска, например, ќе видите дека најголемиот број на 100 годишњаци кои што живеат на планетава Земја е као број 77.000 во Соединените Американски држави. Меѓутоа, пер капита, што викаме, нели, најголем број има во Кавказскиот регион, тоест, ама тој е регион кој што користи многу пробиотици во исхрана, особено во форма на ферментираните млечни производи, као кефир, што е, например. Значи, значењето би било дека ако редовно се конзумираат и ако редовно се користат оние пробиотици што се битни за имунитетот на човекот и за одбранбениот систем, нормално е да може да се очекува да имаме подолготрајно здравје, добро и продолжување на животот. Додека има друга група на пробиотици кои што се користат при одредени заболувања, например, како што се диареи, стомачни проблеми и така натаму. Така да, изборот на пробиотикот што треба да го користите многу зависи од тоа за што ви треба. Така. Како делуваат овие корисни бактерии, добри бактерии врз нашето здравје? Нивниот ефект и нивното дејство во цревниот систем во основа треба да се базира на неколку елементи. Едниот елемент е едноставно со тој компетитивен антагонизам да ги уништат штетните бактерии. Значи, едноставно постојат соеви на пробиотици кои што ослободуваат субстанции, една од нив е, например, еутерине, као пример да речеме, која што ги уништува патогените микроорганизми, значи оние микроорганизми кои што се штетни за телото. Втората компонента на нивното делување е цревната слузница да ја затегнат, да ја исправат и да не дозволат да влагаат алергени во самата слузница или бактерии кои што можат после да ја пробијат слузницата и да влезат под цревото, нели, после да се расшират во организмот. И третото место на делување е фактички во слојот на цревото, кое што ние го викаме еден цел огромен систем, имунолошки систем, каде што го зголемува нивото на имунитетот.
Сега, тука пак ќе напоменам, знаете, приказната со пробиотиците ви е као приказната со колите. Значи, вие може да купите најубава кола, ама не е исто таа кола ако е стара 30 години или ако е нова. Значи, така да сојот на пробиотиците кој што се користи, треба да е од тие кои што треба да го зголемат имунитетот. Она што денеска ние се сретнуваме не само во Македонија, него можам да кажам пошироко во цел свет, тоа е дека се почесто ни се јавува потреба од подигање на имунолошкиот систем не само кај децата и кај возрастните луѓе, од едноставна причина, бидејќи многу децении назад бевме ослонети на фармацевтската индустрија дека ќе се произведат нови типови на антибиотици, па чак и антивирусни лекови и дека на тој начин ние ќе имаме оружје во борба против овие микроорганизми. Се виде дека тоа не е така. Впрочем, веројатно и прочитавте за тие така наречени сега модерен назив е супербактерии кои што не реагираат на ниеден антибиотик. Значи ние мораме да се прекопчаме во нашиот систем на функционирање, да го намалиме драстично непотребната употреба на антибиотици од една страна. Значи, кога имаме една чиста вирусна инфекција, значи нема логика користење на антибиотик, а од друга страна да го подигнеме имунобиолошкиот систем кој што фактички треба да не одбрани од инфекциите кои што доаѓаат. Еден од начините за подигање на имунобиолошкиот систем овака рутински, без никакви тегоби, да кажам, без никакви, што би рекло да ве боли глава, еден од начините е користење на пробиотици кои што го подигаат имунобиолошкиот систем. Иако, да речеме, во хербалната медицина, не во нашата стандардна медицина, имате и други препарати кои што може да го подигнат, например, имунобиолошкиот систем, како што вие, например, маслото од грейпфрут, од семка од грейпфрут или како што е маслото од џумбир, зборам во тој хербален дел кој што треба да ни помогне да го подигнеме имунобиолошкиот систем. Тоа ви е како да, например, и со употребата на овие препарати, ако као да на еден атлетичар му дувнете, нели му бие ветер во грб и он полесно го постига резултатот кој што треба да го постигне. Ја многу апелирам и често пати и со нашите пациенти кога доаѓаат во Систина и со нашите родители, апелирам да не и на медиумите секогаш да не се користат непотребни антибиотици. Кога треба да се даде, треба конкретно да се даде антибиотик. Меѓутоа, треба да имаме јасна дистинкција дека се работи за бактериска инфекција за да го дадеме. Еден од начините, ова како што спомнав пред малку, е да у суштина користењето на пробиотиците и ова, да речеме, маслово од грейпфрут, од семкава од грейпфрут, да го користиме за да го подигне имунобиолошкиот систем. Тоа е нешто што е денеска докажано со огромен број на студии. Впрочем, дури и ние имавме можност во нашата болница да направиме некои такви студии за да видиме каков е ефектот на имунобиолошкиот систем. И навистина денеска можете во еминентни часописи медицински, зборам во Кохрановата база, може да се најдат повеќе од 2000 трудови кои што покажуваат ефекти на овие имуномодулатори, да ги кажам, и на пробиотиците во ова својство. Колку се често застапени во храната и која е онаа храна која што содржи најголем број на пробиотици? Видите, храната е веќе, тоа е, например, една добра линија на размислување. Видите, многу е интересантно да еден од најбитните пробиотици, например, се вика Lactobacillus reuteri protectis, е лактобацил, например, кој што е најден во мајчиното млеко. Значи го има и во млекото мајчино. Дури нормално јадели која еволуцијата ја има со човековото тело. Меѓутоа, во храната класично најчесто се наоѓаат најмногу пробиотиците во млечно ферментираните продукти, као што е јогурт, кефир, кисело млеко, нели овие разни сирења и така натаму, кашкавали, каде што уствари најчесто пробиотски бактерии се користат за да се добие тој производ. Меѓутоа и таму не се е исто, затоа што постојат пробиотици кои што се користат само за да се добие тој производ, а во основа ние го немаме неговиот прав ефект. Го има во растителниот свет исто, впрочем, да речеме, анимално гледано, животните од типот на кравите, нели, користат во пасењето ни преку тревата внесуваат исто така пробиотици. Овие најтипичните и најдобрите соеви на пробиотици
се наоѓаат во мали количини во храната и нас, имајќи во предвид овој модерен начин на живење, ни треба да ги внесеме као суплементи, да кажем, во храната. Мора да разјасниме дека пробиотиците не се лек. Не. Да не помислат веднаш оние кои што не се доволно запознаени со значењето на пробиотиците, да знаат дека не се всушност лек. Не, пробиотиците не е класичен медикамент. Значи, да, ние навистина даваме некои форми на пробиотици, например, кај дечиња или кај возрастни луѓе кои ги имаат стомачни тегоби од типот на повраќање, диарија и така натаму, кои што треба брзо да ја регулираат цревната флора и брзо да ја смират. Меѓутоа, тоа е помошно лековито средство, кое што се користи и така, као такво можете да го најдете било каде во самите аптеки, и е нешто што е, уствари, впрочем, видите, па кефирот не е лек, кефирот е храна. Храна, токму така. Така и пробиотикот, во основа е храна. Така. Дали постојат случаи каде што не треба да внесуваме пробиотици или по внесувањето на пробиотиците или нивната количина имаме несакани дејствија? До сега во сите можни медицински часописи кои што се објавени, не се објавени негативни ефекти од внесување на пробиотиците. Секогаш се вика дека треба да се обрне внимание, бидејќи се работи за живи бактерии, да се обрне внимание кај пациенти кои што се со малигна болест и се активно на хемотерапија. Иако и таму и кај тие пациенти е докажано во повеќе студии дека користењето на одредени соеви на пробиотици е апсолутно сигурно. Впрочем, видите, ние да речеме во неонатологијата и во неонаталната интензивна нега користиме пробиотици од 6-7 ден возраст и на најмалите деца, на деца што се родени 25-та недела, што се 500-600 грама. Значи, тоа го користиме за да може да се обезбеди добро формирање на цревната флора и да може храната, односно млекото што го пие бебето, што се внесува, да биде добро метаболирано. Така да, кога зборуваме за пробиотикот како лек, е суштина као храна, он нема некои места или контраиндикации каде што не би требало да се користи. И сега останува едно прашање кое е вака многу интересно, често пати се сретнуваме со тоа прашање, а колку време ви како да го користам пробиотикот? Па знаете како, прашањето е дали треба да јадете цел живот кефир или јогурт или не. Па јадите. Нели, тоа е фактички користењето на пробиотикот е веќе стил на живење во голем број на западноевропски земји, дури е влезено во некои западноевропски земји, што би рекле на товар на државата, секое дете кое влага во градинка добива пробиотик, добива имуномодулатор за да не дојде до тие чести инфекции. Дали постои точно определено време кога е, да речеме, време за пробиотиците? Дали тоа е летното време или пак зимно време? Значи, групата на пробиотици кои што се користат за лекување, значи за диареални синдроми, тие се обично во лето. Меѓутоа, апсолутно есен-зима мора да се примаат. Есен-зима мора да се примаат затоа што се зголемува имунобиолошкиот систем и се бориме против овие вирусни инфекции, грипов, да речеме овие епидемии на грип, кои што се јавуваат скоро секоја година и кои што почнуваат негде ноември, декември, јануари иде целата таа епизода. Така да во зимските месеци обавезно треба да се прима и тука топло би советувал да во исто време, значи особено во овој период се користи, значи покрај овој лактобацили кои што се позитивни, кои што го зголемуваат имунитетот на детето или на возрастниот, да се користи и маслото од семка од грейпфрут, кој што исто така е моćен имуномодулатор, значи особено во овој период каде што имаме голема борба против вирусните инфекции. Да. Што е оно што е особено битно, младите мајки да го знаат за пробиотиците, да не истрчаат веднаш по конзумација на јогурта, детето во тие случаи не сака да приминели јогурт, туку да појдат до аптека да побарат пробиотик. Можат ли тоа да го направат без препорака на доктор? На своја рака? Можат да го направат, не е спорно. Битно е само да знаат што сакаат да му дадат на своето дете. Јас сум сигурен дека фармацевтите кои што работат во аптеките ќе го препорачаат тоа што е по принцип најдобро за нивните деца. Знаете,
ние никогаш во основа тешко можеме да внесеме онаа количина, да речеме на јогурт или на кефир, колку што може да се внесат пробиотски бактерии како препарат во форма на капки или таблетки, нели, било која форма. Дури сега има и чоколадни бомбони такви. Меѓутоа, најдобро е, ако веќе имаме дете кое што има чести инфекции, да се исконсултираат со својот педијатар, затоа што изборот на пробиотикот ќе биде многу битен за употреба, за должината на употреба и за самиот ефект. Оти, некогаш, значи, како што ви кажав преска, некои пробиотици се користат за лекување, например, на диареја, да речеме, ама тие не се користат за покачување на имунобиолошкиот систем на едно дете. За разлика од тоа, имаме пробиотици кои баш тука делуваат. Доктор Александар, јас ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека нашите гледачи се запознаат со потребата на пробиотиците и нивното важно, особено дејствување на здравјето на нашиот организам. И благодарам и на вас.